Здраво дечки, како сте? Добро дојдовте дечки во моето ново видео. Денеска одговараме на Q&A кој го ставив на стори на Instagram пред 7 дена. Така да браво за мене. Добро дечки, дури сега најдо време го снимам. Ви снимавме други видеа, така да месецов го почнавме доста добро и доста добро го водиме за сега и мислам дека ќе успееме да истараме барем 15 на видеа да излезат во овај месец. А сега, пред да почнеме да ги одговараме прашањата кои ги имаме околу 10, не се многу, вие мора да ставите лайк и да ставите subscribe обавезно на 2000 subscriberi, као што знаеме правиме giveaway. Као што веќе ви кажав, правиме giveaway. Така да дечки, можеме да почнеме со видеото, ама пред да почнеме имаме поздрави како и во секое видео што реков. Имаме поздрав за Ана и Михаела, имаме поздрав за Даме Брајановски и за Лука Јанковски. Така да дечки, ако некој од вас сакат поздрав во следно видео, обавезно пишете во коментар поздравиме и добивате поздрав во следно видео. Прво прашање вели колку време трошиш на спремање едно YouTube видео? Епа, зависи од прилика колку е сложено видеото, колку дали е влог или пример вака Q&A видео, за пример да го изедитирам ова Q&A видео, од прилика сат до сат и пол ми требат. Не е нешто многу. А за посложени видеа како она со китањето елката што беше снимавме нели со две камери, добро не е нешто многу, али тука потрошив 2,5 сати за едитирање. И оние од Нови Хоризонти пример ги едитирам тие по неколку дена дури. Работам не е 24/7 едитирање, ама по неколку дена со паузи. Оти сакам тоа да испадне баш перфектно, баш добро сработено, така да максимум 3 сати. 3 сати во денот максимум трошам на едно видео. А што би му рекол на 10 годишниот ти, анонимно? О, многу работи би рекол, брат. Многу работи. Имам многу грешки кои треба да ги поправам, така да, многу работи би му кажал, би му раскажал сите грешки што досега во животот сум ги направил. И да, би му рекол да не ги повторите истите грешки како мене, да не испаѓат иста будала на некои места како мене, така да дечки, да, некаде сум испаднал како будала, некаде сум сгрешил, некаде сум паднал, али некаде пак сум станал, така да дечки, тоа би му рекол да не ги повторуват истите грешки. Тоа е единствено нешто што би му рекол, али да не се откажува, да продолжи да се труди. Иако не знам ја уште сега кај одиме со патов до YouTube, ама мислам дека некаде ќе излезе светлината. Дали некогаш си сакал да се откажеш од YouTube? О, многу пати, не еднаш, многу пати, брат. Прво и главно мотивацијата. Ако некогаш сум немал мотивација, едноставно по цел месец да фатам да снимам. Као ич не ми се снимало, као гледам сабскрибериме не растат 1-2 за една недела, прегледи не идат и тука мотивацијата ми паѓат. И тоа е главна работа, заради што сум сакал да се откажам. Имало некаде кај што некој видео го едитирам предолго и стварно ми е заборно. И од време на време ми дела мисла као, што ќе се мачи со YouTube, откажи се ова она. Али брат, нема се откажам колку и да ми идат мислите, не се секирајте, не се откажам од YouTube. Мада и нема следно. Колку девојки си имал досега? Ова е интересно. Дали да кажеме? Толку. Да. 0. Ниједна девојка досега. Можда ви е чудно, 19 више сум години скоро, во февруари полнам 19, али да, никогаш не сум имал девојка, као едноставно не сум као тип што се дружит многу вака со луѓе што излегат по клубови, кафичи или било каде. И досега не сум запознал онака нови луѓе, као за да најдеш девојка треба да запознеш нови луѓе, као нови девојчиња, тоа е тоа. Али не излегам така по клуби, кафичи кај што имат гужви, не, така да досега не сум имал ниједна девојка, али и ич не се срамам за тоа и не ми е мака као. Више 19 години сум, можда кај 20 да ќе се десит некогаш, не, мислам како ќе рече Господ, кога рекол Господ, тогаш, така да нема да се секирам за тоа. Јас си терам со YouTube, ако дојде некогаш, супер, ако не, се тераме сами во животот. Одиме на следно. Кој е најголемиот сон што сакаш да го исполниш? Ова, брат. Да. 100,000 subscriberi на YouTube. Дали е можно некојаш, не знам, али да. Главниот сон што сакам да го исполнам е да ги достигнем овие 100,000 subscriberi на YouTube. Дали тоа е возможно или не, не знам. Можда малку потешко.
или многу потешко, али главен сон ми е тоа, дечки, да ги достигнеме од 100.000 сабскрајбери на YouTube, така да затоа ставите сабскрајб, лајкнете го видео и одиме јако. Следно. Дали ќе има влогмас годинава не, дечки? Видовте лани пропадна влогмасот со 15 видеа само или 14, не знам како излегува некои други работи. Кај што една ден не може да снимам, па ми останува по 2 видеа за другиот ден ги правам, ама тоа не е влогмас и не е интересно 2 видеа во иста ден да излагат. И реков дека не оди, значи не ми тргна лани влогмасов и ова година сваќам дека нема можам. Сега сум 4-та година средно, као се спремаме и за матура, завршуваме. Годинава има малку поиќе врски со школово и мислам дека декември можно е да имаме и поиќе врски, проектна задача и други обврски, така да влогмас овај декември не можам да стигнам и затоа ќе пробам барем да сум поактивен и да имам почесто видео, како досега што правиме. Одиме на следно. Кога лайф на TikTok? Во 2030 година, брат. Да, ме банира до 2030 година на последниот лайф која бевме со Јана. Малку се изнервирав тогаш за што ме банира, али сега кога гледам вака, поише се фокусирав на YouTube-ов од кога гледам лајвоите на TikTok, мислам дека и подобро е. YouTube-ов и онака лајвои на TikTok беше толку неважно. Мислам, кога пак хорор? Епа, хорор пак не знам. Можда хорор игри некојаш забрзо на лайв, али хорор како хорор што беше филмот со Блади Мери, не. И онака беше тоа голема грешка. Као прво и основно што сгрешив тука, беше тоа што беше премногу глупо филмче. Као немаше никаква логика, беше цело време еден ист кадар, као или играме пинг-понг со Јана беше нешто, или надвор Јана која одеше до подрумот, ми чукат наврата во подрумот зборевме и тука баш беше глупо и немаше нешто баш интересно за да се гледат и досадно беше. Второ, тоа хорор филм и ритуали за повикување лоши сили, као беше тоа Блади Мери, нели? Тоа е као против религијата, као не можеш ти да си верник, да одиш, да си и на страната на Господ и на страната на лошо. Значи, една избираш. Затоа, тоа хорор пак нема да се повтори и не мислам дека хорор филм ќе снимам за брзо, али снимаме филм Вистинскиот пат. Тоа е пробувам да го направам да биде доста добар и можда некаде до јуни 2026 година да го гледате. Кој е твое омилено животно освен мачиња? Освен маче, куче. Ако одиме на диво животно, лавот можда, жирафата, тие. Ако освен маче, куче да речам, али најомилени животни ми се мачињата, како што сите знаете, така да, ако освен маче, куче. И да, нема други прашања. Тоа е тоа, дечки, фала ви што го гледавте и ова видео, се надевам дека ви се допадна, иако беше кратко, одговоривме најасно и најкратко на прашањето што можев. Како што реков, пишете долу во коментар кој сака да биде поздравен во следно видео, ставите лајк ако ви се допадна, обавезно ставете сабскрајб, да одиме што побрзо до 2000 сабскрајбери и како што реков, следен ќе вави на 2000 сабскрајбери. Фала за гледањето, поздрав се на љубаво, се гледаме во наредно видео. Чао!